Еве сме назад во студиото, почитувани гледачи, после оној разговор кој што го водеше мојот колега Бране Стефановски, големиот интерес од нашите гледачи, следува и оној дел од разговорот кој што јас и мојот соговорник денес овде ќе го водиме. Кажав на почетокот, тоа ќе биде Бојан Киров, кој што е претседател на Сојузот на Сдруженија на диабетичари. Некако денеска еве повеќе се фокусиравме на проблемите со здравјето. Интересно е тоа што Бојан е веќе 2 години како претседател на Сојузот на Сдруженијата на диабетичари и ќе ни каже нели од прва рака веќе подолго време колку што разговарав со него и не кажал ништо јавно нели на медиумите што се случува во меѓувреме. Значи јас со него се сретнав практично пред 2 години, тогаш имаше многу нерешени проблеми околу состојбите нели на лицата со диабетес. Сега нели имавме нов министар, еве практично 2 години, да видиме од прва рака ќе ни каже Бојан. Бојан, ти посакувам добри дојде и ти благодарам што во недела одвои време да бидеш овде со нас и да ни кажеш од прва рака што се со новиот министар успеавте да решите околу вашите проблеми. Први на почетокот, ајде, да те поздравам, да не испадне дека те прекинувам. Нема проблем. Здраво, Вики, благодарам за поканата да бидам гостин во вашава телевизија, нели секогаш убава и пријатна атмосфера и кај вас. Со задоволство ја прифатив поканата. Поздрав до вашите гледачи, се надевам дека емисијава ќе има убава гледаност, нели? Так. Значи, пред да започнеме да говориме, особено кога се работи вака за некоја состојба или на проблеми со здравјето, секогаш прашувам дали има регистар, бидејќи знам дека немаше официјално. Во разговорот приходно, пред да влеземе во студио, што го водевме, веќе ти кажа дека на некој начин се кажани точни информации колку имаме заболени лица со диабетес во земјава. Така, еден од проблемите кои што ние нели подолго време сакавме да го решиме, покрај оние нели најбитни, тоа се терапиите, беше и тој официјален регистер на заболени пациенти, односно на луѓе со диабетес. Ние нашава состојба не ја рачунаме како заболување, како болест. Така да минатата година на Светскиот ден на диабетесот 14 ноември во соработка со Националната комисија за диабетес, чишто председател е доктор Ирфан Ахмети од клиниката за диабетес и ендокринолошки заболувања, работевме на тоа да го официализираме и да излеземе со официјална бројка, колку е тоа возможно, нели, да биде попрецизна. Така да благодарение на доктор Ирфан и неговата екипа од Националната комисија за диабет се направи прочистување на бројката, прочистување на регистерот, кој што се води во системот Мој термин, така да онаа најприближна и најпрецизна бројка е дека во Македонија има 40 приближно 40.000 пациенти кои што се на инсулинска терапија. Од нив 4.000 пациенти се тип 1 диабет, останатите 36.000 се тип 2 диабетес, луѓе кои што имаат диабет. Така да тоа е 40.000 се на инсулинска терапија. И имаме уште 80.000 пациенти, барем до 14 ноември минатата година, уште 80.000 пациенти кои што се на орална терапија, значи бројката која што лани ја исфрли Националната комисија за диабет со тој официјален регистер беше 119.999 пациенти. Така, значи сигурно сега има малку повеќе, да, меѓутоа тоа е тоа официјално што се објавило на денот на Светскиот ден на диабетесот. Тука ќе се обратам и до нашите гледачи, доколку има некои од оние гледачи што не следат, а имаат нели проблем со диабетесот и имаат можеби некои проблеми нели во третманот на ова состојба, може да се јават и да го кажат својот проблем.
еве бидејќи Бојан е тој кој што се залага за да сите оние лица кои што имаат дијабетис, нивната состојба и нивниот живот за да биде нели секако што треба и под контрола, па може да кажат нели и да се обратат до Бојан, па тој ќе им објасни дали е тоа нели договорено, што се преговара и така натаму. Кога кажав на почетокот дека последниот пат кога со тебе се видов, имавме емисија практично, беше скоро пред 2 години. Негде јуни месец, уште малку 2 години. Тогаш кажа дека ќе се разговара со министерот, дека ќе се обидеш да решиш многу работи од оние, па ајде да започнеме првин со состојбите за увозот на лекови за дијабетес. Што се случи? Го решивте ли тој проблем веќе конечно, да нема паралелен увоз? Така е, значи најголемиот проблем кој што се влечеше со години наназад беше квалитетот и сигурноста на терапиите, односно на инсулините за дијабетичарите. Конечно, благодарение на слухот што го пројави сегашниот министер, доктор Венко Филипче, но и нели целиот негов кабинет кој што работат за решавање на проблемите на дијабетичарите, беше да го решиме квалитетот, односно гаранцијата за квалитетот на инсулините. Главниот проблем беше заради тоа што терапиите влегуваа со тој паралелен увоз. Конечно го решивме тоа од минатата година кога се распиша оној тендер за нов тендер. Тендерите се распишуваат секои 2 години. Ајде да прекинеме гледач да не чека, па ќе продолжиме. Добар ден, повелете. Добар ден. Јас не знам колку ме слушате, вашиот службеник рече дека слабо се слушам, еве те викам повеќе. Да слушаме, говорете. Поздрав до емисијата. Благодариме. И јас сум дијабетичар тип 2. Така. Веќе 10-та година, односно 11 од 2 и како се вика 8. До сега нигде никој не понудил за членување во прво здружение. Иако знам дека постои, јас сум од автокоманда, Кази Баба, и овде нити има здружение, нити докторите нешто нудат. Би сакал да се зачленам и би го замолил председателот, што прв пат гледам имаше еден друг постар човек порано на телевизија. Така. Каде се наоѓа здружението и како се добива, затоа што ние сме ризична група негде, ќе ти се сложи, ќе паднеш, немаш никаков документ. Така. Поздрав до вас и успех во работата на председателот на здружението, затоа што проблеми се со лековите. Ви благодариме што не следите. Ви благодариме што не следите и што се јавивте. Еве Бојан ќе ви информира, значи господинот има нели еве е еден од оние кои што се во бројката, како да се зачлени и да дојде во контакт со вас, да му Многу благодарам за ваквото прашање. Значи, во Скопје постојат неколку здруженија, Сојузот ги обединува сите тие здруженија не само во Скопје, туку на ниво на републиката. Кажа дека е од автокоманда, колку се може да слушам, каде да појде? Значи, еден од начините како можат да не исконтактираат. Нашите канцеларии се наоѓаат во трговскиот центар Буњаковец на првиот кат горе. Можат да ни испратат мејл на нашата мејл адреса szdm.mk@gmail.com. Може и телефонот да го кажеме. Може и телефонот да ни го запишат 070-398-368, тоа е мојот телефон, нели, да се јават, да ни исконтактираат, можат да ни исконтактираат останатите на нашата Facebook страна која што е со кирилична поддршка SZDM. Така да тоа се сите оние можни опции како можат да не пронајдат и да станат дел од нашиот сојуз, односно од нашето здружение. Здруженијата функционираат на тој начин што нели преку нивните членови ги собираат потребните информации со какви проблеми се соочуваат лицата со дијабет во Македонија и потоа ние се трудиме преку тие собрани информации да реагираме онаму каде што треба до институциите на државата кои што го третираат здравство. Ајде да довршиме само за паралелниот увоз на лекови, дека сега можеме да со сигурност да тврдиме дека лековите се со
голем инсулините квалитет. се со проверен квалитет, компаниите кои што вршат увоз на инсулините се приморани да достават сертификат за оригиналноста на за веродостојноста, за квалитетот на самите терапии, така да јавно им соопштувам нели на вашите гледачи и на сите што ја следат емисијава дека конечно во Македонија имаме инсулини со проверен и сигурен квалитет. Тоа беше најголемата придобивка која што ја добивме од Министерството за здравство и од сегашниот министер. Нормално, ние имавме една цела листа на проблеми кои што баравме да бидат решени. Поголем дел од нив решивме, секако дека не може се да се реши наеднаш, имаме уште многу работи да решаваме. Но во глобала, да. Да. Следно апаратчињата исто, многу се жалеа дека нели не мерат прецизно и така натаму. Се решили тоа, се набавија нови апаратчиња? Да, минатата година во тие наши барања кои што беа доставени до Министерството за здравство и до останатите институции, тоа беше Фондот за здравствено осигурување и Агенцијата за лекови Малмед. Меѓу останатото, еден од најголемите проблеми кои што ги имавме и кои што мислам дека цела македонска јавност знаеше дека дијабетичарите се соочуваат со крајно неквалитетни апаратчиња. Јас како председател на Сојузот се ставив во една, мислам, превземав една акција да откријам кои се услови, стандарди и критериуми треба да ги исполнуваат апаратчињата. И тие критериуми и стандарди, откако ги собрав со помош на останатите членови и председатели од другите здруженија, ги доставив до Агенцијата за лекови и до Министерството за здравство. На наша голема среќа, овие критериуми и пред се стандарди беа прифатени. Нормално, бевме повикувани на разговори, на состаноци, каде што дебатиравме околу тоа. Така да сега можам да кажам дека во нашава држава, нели, дијабетичарите ги добиваат лентите за мерење на шеќер и самите глукометри од инсулинските аптеки кои што си ја подигаат својата терапија. Поделени се апаратчињата, глукометрите се поделени на два вида, апаратчиња за дијабетичари тип 1 и апаратчиња за дијабетичари тип 2. Меѓутоа, најважното е тоа што конечно апаратчињата исполнуваат некои минимални стандарди, но сепак успеавме да воведеме стандардизација и критериуми кои што го дефинираат процентот на отстапување од вредноста што ќе ја прочитате. Апаратчето е многу битен дел во животот на секој дијабетичар, затоа што вредноста што ќе ја прочитате на апаратчето ви кажува дали ви е вас шеќерот во моментот висок, низок и како вие понатаму треба да се однесувате, дали треба да земете храна, колку инсулин треба да дозирате. Ова е особено важно за луѓето кои што имаат тип 1 дијабетес, како што имам јас, нели? Ние во текот на денот мериме најмалку 4 пати, дечињата мерат и по 10 пати во текот на денот, затоа што кај нив вариациите на шеќерот се толку чести и се случуваат многу брзо, така да прецизноста на апаратчето е многу битна. Да се реагира, ајде да видиме кој се јава. Добар ден, повелете. Добар ден. Сакам да бројот на председател за диабетичари да го запишем. Ајде, еве, запишете го, Бојан, кажи го уште еднаш. Ајде ќе го повторам, 070-398-368. Тоа е мојот број, во секој време можете да се јавите. Дали забележавте? Малку, јас сум 398. Да, делош еднач погласно. 070, така Бојан, 398. Ама пиши човек, кажува го бројот, ти го може во режија да им го кажат, мислам дека. Дали слушате, господјо? Чеки маш ми го пише. Добро, за сите оние кои што не следат, нели, ние ќе го имаме бројот од Бојан, па секако ќе може 070-398-368. 368. Да. Ете, за сите оние кои што не следат, а сакаат бројот да го добијат, да не вака, нели, се јавуваат во програма, може после емисија да се јават, јас ќе бидам овде, ќе ме добијат и ќе ви го кажам, нели, за да не мора само за бројот да се јавувате во програма. Бојан, докаде стигнавме околу разговорот? Па, зборавме за апаратчињата, да. Може и да го покажеш, ова е тоа што ти постојано го користиш, така? Што, нели, сега веќе го користиш. Ова е, значи, апаратчето за лицата со... Ова се тие најновите што ги издействувавте, така? Тоа се најновите апаратчиња, да, кои што ги издействувавме, секако дека, нели, постојат голем број на апаратчиња,
подобри, попрецизни и така натаму. Ние се надеваме дека ова апаратче, бидејќи го добивме јас конкретно го добив пред некои си 3 недели, го подигнав од мојата инсулинска аптека. Значи малку доцнеше испораката, е една мала критика до одговорните кои што требаше да ги испорачаат. Требаше некаде на почетокот на годинава да почне испораката на апаратчињата, значи, доцнеше 3 месеци. Од прилика 2,5-3 месеци таа испорака, меѓутоа конечно тргна испораката. Сега можат сите да си ги подигнат? Да. Диабетичарите во Македонија со она инсулинска листа која што им ја издава матичниот ендокринолог или интернистот специјалист, треба да знаат дека веќе во сите инсулински аптеки низ Македонија се поделени овие апаратчиња. Различни се, тип 1 користат едно апаратче со малку построги критериуми, со помал процентна отстапка, што и требаше да биде така, меѓутоа велам ќе ги тестираме, ние се уште, барем за сега, веруваме дека институциите на државата го испочитуваа нашето барање, ќе видиме како ќе се покажат, се уште е рано за да зборам дали се доволно добри или ќе покажат некои аномалии. Така, меѓутоа ако имате некои корекции, сигурно ќе ги... Да, ќе ги бараме. За тип 2 диабетес е малку поинакво апаратче, друг модел, друга компанија, но и тоа, според она што го побаравме, беше испочитувано, ќе речем, уште еднаш нашето барање од Министерството и од Агенцијата за лекови. Бојан, бидејќи знаеме дека диабетот е практично една специфична состојба која што може да доведе до некои компликации. Што би можело практично да предизвика диабетесот ако, нели, сега не знам, кажи ми го твоето искуство или пак она што треба да го информираме до нашите гледачи. Диабетесот како состојба, нели, ние се трудиме да ги убедиме авторитетите, докторите, дека ние не се чувствуваме како болни луѓе, иако не вбројуваат во категоријата на хронично болни. Диабетесот како состојба предизвикува оштетување на крвните садови. Тоа е првиот проблем кој што секој еден човек кој што има регистриран диабетес доведува до проблеми со срцето. И сега најчесто од оние органи кои што страдаат кај луѓето кои што имаат диабетес, се органите кои што имаат најтенки крвни садови, тие први да се запушуваат, односно се затнуваат. Причината за тоа е ако човекот има подолго време нерегулиран диабет или подолго време има високи гликемии, висока вредности на шеќерот во крвта. Значи најчестите компликации се компликации на очите, на бубрезите и периферната циркулација на екстремитетите, односно на нозете од колената надолу, страдаат стапалата. Сето тоа е резултат, нели, на лоша регулација на шеќерот. Кога сме кај компликациите, сакам да истакнам уште една придобивка која што ја избуткавме ние во соработка со Министерство за здравство, односно со Фондот за здравство и со клиниката за очни болести. Диабетичната ретинопатија, тоа е она оштетување, значи, на ретината, на крвните садови во ретината, кај луѓето со диабет, се третира на очната клиника, благодарение на директорот на клиниката, доктор Кристијан Дума. Успеавме да издействуваме преку фондот уште еден нов лек кој што ќе биде, да се разбереме, тој лек нема да биде наменет само за диабетичарите, значи за сите луѓе кои што имаат проблеми со очите и со ретината, меѓутоа кај нас диабетичарите тоа е малку поизразено и почесто се јавува таа диабетична ретинопатија. Успеавме да издействуваме една инекција која што се имплицира во самото око и која што ги намалува тие крварења во задниот сегмент од окото, во задниот дел од окото, честа појава која што се јавува кај диабетичарите, значи уште една придобивка. Инекцијава се ќе почне, мислам дека овие денови веќе треба да почнат првите пациенти. Тоа значи дека може секој лице со диабетес што има проблем ваков со очите да се јави на клиника? Постојат критериуми кои што експертите, доктор Јорданова, заедно со доктор Дума, ги поставија критериумите кои пациенти треба да ја добиваат оваа инекција, кои не, значи и за лековите постојат критериуми. Меѓутоа сепак треба да се обратат до очните прегледи, секој едно лице кое што има диабетес треба барем еднаш во годината, особено луѓето со тип 2 треба многу почесто да ги прават тие прегледи, бидејќи кај нив не се знае точно од кога е настанат диабетот и можеби кога веќе ќе им го откријат диабетот да имаат
и развиени очни компликации. Ние што сме со тип 1 си ги правиме тие редовни контроли. Така, да, се контролира. Значи треба да се посети офталмолог кој што подоцна ќе констатира дали тоа лице има или нема потреба да оди на повисоки инстанции на секундарно или терциерно здравство, за да си ги провери очите малку подетално. Кога стана збор за таблетарната терапија или лековите кои што ги консумираат овие лица со тип 2 диабетис, дали е се исто регулирано што се однесува до набавката? Така, да, лицата кои што имаат тип 2 диабетес и диабетот го регулираат со орална терапија, односно со апчиња, треба да кажеме дека исто така има избор на лекови. Има избор на лекови, нормално дека и тука ќе се трудиме да го прошириме тој фонд на лекарства, кои што ќе одат преку фондот за здравство, нели, со доплата со партиципација. Така. Она што можеби ќе биде една од следните наши заложби во борбата за подобрување на диабетесот, ќе биде да овие лица кои што се на орална терапија, тие за жал не добиваат ленти и глукометри преку Така. на терет на државата наша, на терет на фондот, ќе се обидеме доколку да издействувате и за нив? доколку е тоа возможно, доколку државата има моќ, доколку фондот за здравство има моќ да го тоа превземе или Министерство за здравство, ќе видиме, да и овие лица, затоа што овие лица се оние потенцијални кои што подоцна бидејќи оралната терапија до извесен период во животот ви го регулира шеќерот, подоцна мораат да преминат на инсулинска терапија, доколку се мери шеќерот и кај нив, да мислам дека би можеле, ова е сепак мое пациентско размислување, нели, не сум јас доктор, не сум стручњак за да зборам, меѓутоа колку почесто се мери во домашни услови шеќерот, вие имате представа до каде и што е, па како треба да се однесувате кога станува збор. Тука знам дека голема улога има и исхраната. Значи, претпоставам дека треба почесто да се консумираат оброците. Знаете како, ние како пациенти, кога одиме кај нашите доктори, мислам дека сме сега малку критика и до самите нас. Треба да ги слушаме и да ги почитуваме советите што ни ги даваат докторите. А тоа значи почести и помалку калорични оброци. Тоа е она идеална регулација. Сега не секој од нас може да си дозволи да јаде 5 или 6 пати во текот на денот, на крајот на криштата, нели, возрастните луѓе немаат толку честа потреба за храна, меѓутоа добро би било така, барем 3 пати во денот на некои разумни временски размаци да бидат тие оброци и нормално да се врши самоконтролата во домашни услови е еден од најбитните фактори за добро регулиран диабетес. Така. Меѓутоа, сепак соработката со Министерството останува. Дали секојаш кога ќе се обратите до нив ви излегуваат во пресрет за било што и да се работи? Па знаете како една од најголемите придобивки што ја добивме од сегашниот министер е неговата отвореност за соработка, слухот кој што го искажа. Имаме, значи, практично тоа така треба и да биде. Така треба да функционира. Да, се надевам дека тоа нема да застане сега, дека ќе продолжи така да таа соработка да се развива не само со министерството, туку и со останатите. Имаме гледач, ајде да го приклучиме гледачот зашто немаме многу време. Добар ден, повелете. Добар ден, поздрав. Прво, благодарност на телевизија Сонце што конечно нешто да слушнеме на толкав број диабетичари нешто корисно. Секаде кај што ќе се пушти програма, се зборува за политика, за здравјево, алт. Сега, и јас сум диабетичар, ме интересира. Еден лекар, долги години сум, 30 години, сега сум на инсулин, порано бев на таблети. Еден лекар вика 3 оброка, јас туку што се вклучи во емисијава, може да сте кажале, се извинувам, и 3 меѓу оброка. Значи, доручек, ручек, вечера и измеѓу по така, да. Бојан кажа барем 6 пати, портокалче, пола банана и така натака, да не дължам. Сега, мене ме интересира, другиот лекар, кај што сум сега, ми вика, одма после доручек или ручек или вечера ќе земиш овошје и ништо меѓу оброци. Тоа е едно прашање и другото прашање е дали пред спиење, ми вика не смеш да земиш никош пред спиење, например, вечерам до 8 сат. Сега 7 до 12, нели? Ама огладнувам. И сега што да земам тогаш? И конечно, јас многу сум благодарна ако некој би помислил за ова голема, огромна бројка и на деца сега што се диабетичари, да има негде да се направат некои продавници што може да јадат диабетичари.
Так. Замислете, вие луѓето се од сабајле до 5 на работа и шо ќе јаде тој човек, шо ќе купи? Секаде гевреци, пити, се со бело брашто кое што е со шекер полно. Добро. Тоа е то. Добро. И колку левни единици може да се дозволат на еден диабетичар. Поздрав. И уште еднаш ви благодарам, би била среќна ако ги повторувате овие емисии. Еве сакате да да посветуваме повеќе внимание, ние си како телевизија и како Ама е потребно, водители ќе се трудиме, секој трет деца се, луѓе, па тоа не е за подценување. Така да во Холандија или во не знам која земја беше, само кратка ќе биде многу, значи на секој чекор, не на секој чекор, али многу често ги има амбуланти, ако како диабетичар ти се слоши или нешто, одма те примат и ти даваат помош. Така. Дека и нас, ајде поздрав. Ајде Еве, Бојан ги слуша вашите коментари, вашите мислења, па се надевам дека во комуникација со министерот се тоа ќе го пренесе што вие како лица кои што имате проблем со диабетисот, да може и кај нас да се направат некои такви работи. Ви благодарам за јавувањето. Бојан, што би кажал само како одговор на прашањето на гледачката, оброците? Во поглед на храна, да, кога е во прашање храната и оброците, секој човек си е индивидуа за себе, значи не може да се придржуваме стриктно дали треба да правиме 5, 6, 7 или 3 оброци во текот на денот. Секој си ги прави бројот на оброците, си ги дозираме ние самите во зависност од нашата потреба, од темпото на живот. Кај децата секако дека се потребни, кај дечињата зборам, оние деца во развој. Така. И, нели, не сум доктор, ама сепак и јас сум ја поминал таа фаза од мои 2 години и живеам со диабетот. Тоа значи дека кај децата се потребни почести и поголем број на оброци. Веќе како стануваме возрастни луѓе, потребата за храна се намалува, но тоа не значи дека ние треба да живееме со 2 оброци, нели? И оние препораки за здрав начин на живот велат 3 редовни оброци, веќе тоа измеѓу оброците тие ужинки, дали ќе бидат овошје или некоја друга јаткасти плодови или нешто слично, здрава храна, зависи од самиот човек, од неговата потреба. И на крајот да се надоврзам на гледачката, кажа дека навечер чувствува потреба да јаде, затоа што после 8 часот повторни се пријава. Потребно е да се вршат тие проверки на шеќерот, на нивото на шеќерот во крвта пред спиење. За да знае што да консумира. За да кај диабетичарите е многу битно да се знае со колкава гликемија, со колкаво ниво на шеќер во крвта се легнува. Пред да легнеме треба обавезно да го провериме шеќерот. Ова важи особено за младите, за децата, за тип 1 диабетичарите. Значи пред да се легне мора да се провери шеќерот. Хипогликемијата, односно нискиот шеќер, паѓањето на шеќерот во текот на сонот може да предизвика многу големи компликации, дури не дај Боже може да се падне и во кома. Така да во поглед на тоа велам секој си ги дозира во соработка и во комуникација со сопствениот ендокринолог или интернист. Треба да му се укаже на самиот доктор дека можеби 3 оброци ми се малку, па самиот доктор да ви даде совет како да ги избалансирате оброците. А во однос на оние предлози кои што ги даде во однос на продавниците за храна за диабетичари и да има евентуално некои пунктови каде што би можеле. Мора да расчистиме една дилема, не постои специјална храна за диабетичари. Ние луѓето што имаме диабетес можеме да јадеме се. Само треба да знаеме како да ја дозираме таа храна и оние кои што се на инсулинска терапија за секој оброк кога го сервираат, многу информирани и едуцирани на некој начин како да се води едукацијата е она што ни недостасува и на нас, меѓутоа да не бидам погрешно разбран од докторската фела, дека потребно е и самите доктори да се едуцираат, особено ова важи за секундарното и примарното здравство, кога е во прашање диабетот. Пациентите секако дека мораат да бидат едуцирани, едукацијата доаѓа повторно од нашите доктори. Ние се трудиме, пред неколку дена едно од нашите здруженија организираше една таква дебата на која што сакавме да ги прашаме докторите, да им поставиме одредени прашања. Тоа е еден од следните чекори што ќе ги превземеме како сојуз, значи да се развиваат центри, да се овозможи што е можно поголем број на едукации како за терапијата, така и за здрав начин на живот. Како еден диабетичар треба да се однесува во животот, колку пати да јаде, што да јаде, дали смее се да јаде, што не смее да јаде. Значи,
генерално едукацијата е Така. секогаш добре дојдена. Бојан, тука ќе мора веќе да завршиме. Мене ми е драго што ете имаше интересот на страна на гледачите и што нели не следеа со внимание за сите оние работи кои што се случуваат. Повторно имаме гледач. Ајде уште еден гледач ќе вклучиме и да тука ќе завршиме. Поведете. Добар ден. Поздрав до вас, до емисијата. Многу е добро што се начнавте оваа тема. Така. Меѓутоа, би требало малку повеќе да се разгледа од страна на докторите што е причината за волку појава голема на дијабетот во последно време. И мислам дека председател на Сдруженијето премногу го пофали министерот, не е за таква пофалба. Мислам дека има многу големи грешки во неговиот мандат. Благодарам. Добро, ете, тоа е ваше мислење. Значи, еве, Бојан кажа дека во секој случај од кога е тој председател, некои работи околу проблемите се решени. Во име на диабетичарите и состојбите со диабетесот, не зборев генерално за работењето на Министерството. Добро, тоа е нејзино мислење. Бојан, тука јас ќе ти се заблагодарам, сепак ќе мораме да завршиме, меѓутоа, нели, еве, бидејќи гледачите сакаат и бараат, може да закажеме повторна средба, бидејќи секогаш добро е да се говори, па и да се повтори она што е кажано околу оваа состојба. Ти благодарам и ти посакувам успех во понатамошното твое председателствување со Сојузот и се надевам дека сите овие проблеми што ги имаш наум понатаму во однос во соработката со министерот Филипче ќе успеете да ги решите и да ги подобрите во секој случај. Веќе ти благодарам за поканата, секогаш е убаво да се гостува кај тебе во емисија. Се надевам дека малку од малку ги запознавме гледачите со она што се случува во моментов со дијабетесот. Нормално дека ние ќе ги држиме на око и постојано ќе им сите народски да се изразам, ќе им дишеме во врат на институциите на државата за уште повеќе да добијат лицата со дијабетес во Македонија, пред се кога се опрашање терапиите и ваквите помагала, глукометри, не ги спомнавме сензорите за кои што исто така водиме многу сериозни преговори. Сензорите се многу битни, сензорите за мерење шеќер, да се разбереме. Тие се многу битни за популацијата која што има тип 1 дијабетес, пред се децата, но и оние малку повозрастните. Ти благодарам во секој случај, соработката останува, па во следна прилика се гледаме.